Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добро вечер. Вечерен преглед на најважните вести и теми на денот. Фекална бактерија на чешмите и во мусаката во кујната во училиштето Димо Хаджидимов утврди Институтот за јавно здравје. Утврдена е бактерија и кај една од вработените, а кај едно дете норовирус. Инаку водата од водоводот е исправна. На 3 чешми во училиштето Димо Хаджидимов е пронајдена фекална бактерија, 2 во училниците и 1 во кујната, а истата бактерија е пронајдена и во мусаката од кујната, која укажува на нехигиена. Кај една од вработените во кујната од бриз е пронајдена стафилокока, а кај едно дете е откриен норовирус. Норовирус е вирус кој се пренесува преку вода или храна заразена со фекалии и може да екзистира многу долго на работни површини. Сомневањата се дека токму овие извори ги предизвикале наглите и тешки симптоми кај голем број ученици од основното училиште, велат резултатите на Институтот за јавно здравје. Примероците од другата испитана храна која ја јаделе децата, млеко, мусли, круасан, како и водата, биле безбедни. Конечните анализи за водата ќе бидат готови утре, но досегашните анализи покажуваат дека водата е во ред за пиење. Се уште не можеме да заклучиме целосно од што е, бидејќи се уште траат испитувањата, но до сега она што беше најдено, ви кажав, една од вработените има во носот стафилокока ауреус, кој што исто така дава ваква симптоматологија. На 3 чешми е најдено од групата на ентеробактеријаце грам негативна бактерија, која што исто така дава вакви симптоми. Кај едно од децата засега е најдено норовирус, која што исто така дава ваква клиничка слика. На детската клиника пак има нови хоспитализирани деца. Некои се веќе отпуштени, а во моментов 4 ученици од ово училиште лежат на клиниката. Тие се во добра здравствена состојба. Досега во институтот има 30 пријави, од кои 29 се деца и една наставничка. Препораките на ЈЗ се оние кои имаат симптоми да не одат на училиште, а најавуваат и вонредна дезинфекција. Децата со симптоми да останат се уште дома, доколку има влошување на клиничката слика, да бидат јавени, да се јават и во Центарот за јавно здравје, но пред се кај нивните матични доктори, за да можат да бидат пратени на понатамошни исследувања. Од веќе добиените резултати би апелирале на зголемена хигиена во училиштето, да се набават нови дезинфициенси, нови сапуни. Во координација со Центарот за јавно здравје ние веќе зборувавме, постојат епидемиолошки индикации за вонредна дезинфекција во училиштето и тие веќе се подготвуваат екипата од Центарот за јавно здравје да изврши вонредна дезинфекција во училиштето тогаш кога ќе се создадат услови, најбрзо што може. Претходно од водовод потврдија дека од земените примероци на вода и направените проверки водата е безбедна за пиење. Секторот за санитарна контрола зема 4 примероци од 2 локации, училница и кујна, од кои 2 за физичко-хемиска анализа и 2 за микробиолошка анализа. Од добиените резултати, сите примероци, физичко-хемиски и микробиолошки, одговараат на правилникот за барање за безбедност и квалитет на водата за пиење, при што констатираме дека водата во Димо Хаджидимов во општината Карпош е санитарно исправна и истата може непречено да се употребува, велат во соопштението од водовод. Синот на премиерот пак, кој е меѓу децата со симптоми, бил во добра здравствена состојба откако 3 дена примал инфузии. Инаку денеска е веќе, пошто ме прашавте, денеска е веќе подобар и се надам дека од понеделник ќе се врати заедно со неговите другарчиња на нормално функционирање во училиште. Наставата во основното училиште Димо Хаджидимов и денеска тече непречено. Тамара Дичевска, Сител телевизија. Од понеделник поскапува парното во Скопје. Најголем број потрошувачи ќе добиваат за речиси 6% повисоки сметки. За домаќинствата приклучени на СМ енергетика и Скопје Север зголемувањето е околу 8%. Првиот регулатор Бислимовски објаснува дека поскапувањето се прави за да се модернизира топловодната мрежа и да се намалат дефектите. Следната недела регулаторна ќе утврди цената на пренос и дистрибуција на електрична енергија и за операторот на пазарот. Според најавите од Бислимовски, тука нема да има поскапување. Премиерот Мицкоски повторно нагласи дека владата и понатаму ќе субвенционира цената на струјата. Единствена причина за зголемувањето на цената за топлинска енергија е потребата да се инвестира во оваа дистрибутивна мрежа. Мрежата е стара, негде од 60-тите години на минатиот век. Се менува многу сопственици, конечно од пред 2 години 3
е дадена на управување на државна компанија. Таа државна компанија превзема обврска дека ќе инвестира во оваа мрежа со една единствена цел: овие поплаки во наредниот период да се намалат што е можно повеќе. Иако претходно како влада бевме критикувани и во самиот извештај од Европската унија, но и од дел од јавноста, дека еден од чекорите кои што се дел од планот за раст не го спроведуваме, а тоа е чекорот во кој што се предвидува либерализација на пазарот на електрична енергија со која што ќе се снабдуваат домакинствата. И ние јасно кажавме дека да, тој чекор нема да го примениме, затоа што ако го примениме, тогаш цената на електричната енергија нема да биде 62-65 евра, туку ќе биде повеќе од 100 евра за домакинствата. И тогаш вкупната цена за домакинствата ќе поскапе за дури фантастични 50%. Беким Сали и Мухамед Хоџа се новите имиња во кабинетот на премиерот, потврдија од Вреди. Бидејќи Мицкоски не дава нов ресор, останува непознато кој од министрите на Вреди, кои сега се дел од владата, ќе мора да си поднесе оставка. Имајќи предвид дека Сали веќе има искуство во Министерството за здравство, можно е местото да му го ослободи Азир Алију, кој според неофицијалните информации би можел да биде нов директор на АЕК. За позицијата во здравство се уште во игра и Башким Бакију. Сепак имајќи предвид дека Сали доаѓа од редовите на Алтернатива, поверојатна рокада е да биде и министер за европски прашања, а Муртезани да замине како амбасадор во Брисел. Ajo që është e definuar, Bekim Sali dhe zëvendëski ministri i parë. Ministri i ekologjisë, domethënë Zoti Muhamet Hoxha, për tjerat në mënyrë plotësuese do informoj. Во рамките на коалицијата Влен се уште се разговара за модалитетите на реконструкцијата, уште нема финален договор како ќе изгледа реконструкцијата, кој ќе замине, а кој ќе доаѓа во функцијата или дали некој ќе замине на одредена функција надвор од земјата. Така да во моментот можам да ви потврдам дека се работи на модалитетите, меѓутоа нема конкретно решение. На уставните измени мора да се работи како на преземена обврска без која нема преговори и нема членство во ЕУ, но процесот нема да се спроведува додека не се воспостави диалог со Софија, вели министерот за европски прашања Муртезани. По средбата со неговата шведска колешка, Муртезани не одговори дали се подготвува трет протокол со Бугарија за надминување на спорот, но вели работат на воспоставување диалог. На обврската за уставни измени не подсети и Розенкранц. Секако дека на уставните измени мора да се работи. Тоа е превземена обврска без која нема отварање на преговори и нема членство во Европската унија. Меѓутоа, како што нагласив, во моментот не може ние да зборуваме за процес на уставни измени, кога сите тие наши грижи или дилеми не се соодветно адресирани. А за да бидат адресирани, треба се воспостави диалог, редовен, да се врати довербата помеѓу двете соседски земји, за да може на европски начин да градиме заедничка европска иднина. Кои ќе бидат спроведени уставните измени, со нетрпение очекувам да ги започнеме формалните преговори за пристапување и во таа смисла ја поттикнувам Северна Македонија да ги протурка реформските напори со поддршката на Европската унија и земјите членки, реформите поврзани со владењето на правото, независноста и интегритетот на судството и спречувањето на корупцијата се од критично значење. Што вели извештајот за така наречените дигитални права на БИРН? Каде најмногу се прави економски криминал и дезинформации? Како е во Македонија, во живо го прашувам Даниел Василев. Добро вечер, Тино. Денеска некако се околу дигиталниот свет. БИРН објави извештај за дигиталните права и како тие се прекршуваат на Балканот. Јас се задржав само на Македонија, со оглед на тоа што е интересно дека речиси 40% од сите прекршувања се практично економски измами, каде што граѓаните најчесто паѓаат и ги губат своите пари. Извештајот на БИРН е обемен, меѓутоа се задржавме на оние најважни точки кои што се за нас важни. Предлагам во продолжение да ги погледнеме.
Ало, вашата ќерка направи сообраќајка. Додека светот страува од масивни хакерски напади, македонските граѓани паѓаат на ефтини измами. БИРН објави извештај за дигиталните права и нивното прекршување на Балканот. Македонските граѓани најчесто се жртви на економски криминал. Дури 38,5% од прекршувањата во дигиталниот свет се во делот на измами и пирамидални шеми. Економските злосторства и злоупотреби на дигитални средства остануваат најбрзо растечка категорија, што укажува дека криминалците се повеќе ги таргетираат онлайн финансиските системи и ги искористуваат новите технологии како што се deepfake и вештачката интелигенција, се вели во извештајот. Речиси 60% од извршителите се индивидуалци, а голем дел од сторителите не се знае од каде се. Главна мета на извршителите се граѓаните. Дури 3/4 од жртвите и потенцијалните жртви се токму тие. Сторителите ретко се решаваат да напаѓаат политичари, партии или приватни компании. Само 35% од населението тука има базични дигитални познавања, што во суштина е и најголемиот ризик за онлайн измами кои го искористуваат незнаењето за заштитни мерки. Во извештајот се наведуваат дури 85 случаи во кои се користи познато лого, познато лице и линк кој ветува некаков профит. Измамниците рутински се представуваат како брендови, јавни институции и добро познати личности за да соберат лични податоци и информации како што се телефонски броеви, адреси и банкарски детали. Додека граѓаните стануваат се поскептични, објавите што имитираат доверливи компании се уште привлекуваат илјадници интеракции, се вели во извештајот. Дека дигиталниот свет е подложен на закани им е познато на сите. На државно ниво најголема закана се хибридните напади, странското мешање и дезинформацијските кампањи. Експертите сметаат дека кај институциите постои свесност за овие прашања. Значи има нека основна институционална инфраструктура, има и основна полиси или документарна, да ја речем, инфраструктура, затоа што има стратегија за справување со хибрид закани и отпорност, која истекува, која треба да се ажурира патем, но постои. А Министерството за дигитална трансформација почна некои процеси други сериозни што се однесуваат на имплементација на низ директивите, што исто така е важно затоа што овој проблем е многу широк. Не може да го реши една институција или еден поединец. И одговорност на сите, и на поединци, и на институции, и на државата во целост. Затоа мислам дека е многу вредно да се искористи тој инпут како човечки фактор, таа свесност да се надгради, затоа што постои свесност, но е многу диспропорционална или различна. Едноставно тие точки се поврзат во некој по-конкретен систем, повидлив, за да стане попрепознаен во општеството. Доколку се споредиме со регионот, манипулациите со вештачката интелигенција се најбројни во Албанија, но таму генерално се користат за политичка манипулација, а не за економски измами како кај нас. На Косово граѓаните имаат најголем проблем со говорот на омраза, нешто за што во извештајот на БИРН се вели дека во Македонија често отсуствува институционален одговор. Даниел Василев, Сител телевизија. Во продолжение